Заедно ќе направиме 5 нови мегапаркови во Скопје. Газибаба, Чаер, Аеродром, Кисела вода, Ѓорче Петров ќе имаат паркови со спортски зони и со пешачки патеки. Скопјани, да ставиме крај на лошото менаџирање на градот. Од оваа изјава полна ветување на градоначалничката Данела Арсовска поминаа 2,5 години. Од тогаш до сега од ветените 5 големи паркови во Скопје, Арсовска едва и направи еден во Ѓорче Петров и тоа далеку помало од оној што беше предвиден во незината програма. Жителите на Газибаба и Чаир ветените паркови од Арсовска може да ги видат единствено на фотографиите од незината програма, а малку надеж имаат граѓаните од Кисела вода и Аеродром, каде се гледа единствено механизација која стои со месоци, но големите зелени површини налик на градскиот парк, кој што ветуваше Арсовска, се далеку од готови. Зад мене е локацијата каде што требаше да бидат еден од големите паркови кои ги вети градоначалничката. Но освен смет и дива вегетација, за сега нема изгледи дека наскоро ќе има парк. Арсовска најавуваше дека Скопје ќе стане еколошки град со чист воздух и зелени површини, а според незадоволството на граѓаните, главниот град никогаш не бил понечист. Ама со малиот персона не мрдна за Скопје. Што направи за Скопје? Ништо. Тонеме во ѓубре, несредено, никако. Ич не сум задоволен. Тоа што требаше да го направи, го изостави, не го направи. Дојде женава, не може тој хаос да го среди никако. Се позачистени, ама некаде се пуни ѓубре. Не гледам паркови дека градат, ја тука повеќе шетам, ама еве мостот зезна работа, не сака да продолжи натака. Нити се исчистени, нити средени, нити кај што живеам некој дошол да измете или да среди. Не сум задоволна од неја, ништо не направи за Скопје. За подсетување, Арсовска пред изборите напомена дека парковите ќе бидат изградени со урбана опрема, спортски зони и пешачки патеки, а во рамки на програмата и реализацијата на овој проект за изградба на новите 5 мегапаркови, а празни беа и ветувањата дека градот ќе сади по 100.000 нови садници секоја година.